втората емисија Мој збор ќе разговараме на тема од талент до професионалност. Моите две гостинки се Блашка Миева, академска сликарка, и Јована Спасиќ, актерка. Со моите соговорнички денеска ќе одговориме на прашањата колку е важен талентот, а колку образованието во градење на еден професионалец во областа на актерството, односно академското сликарство. Исто така ќе позборуваме и за уделот на искуството во градење на професионален однос кон работата, а секако ќе позборуваме и за менторството и пренесувањето на знаењата и вештините врз помладите генерации. Почитувани, ја следите емисијата Мој збор, концепт двоглед на тема од талент до професионалност. Блашка, ти благодарам што ја прифати поканата денеска да гостуваш во емисијата Мој збор. Мислам дека си навистина соодветен соговорник на темата од талент до професионалност. Бидејќи се академски сликар и сликарството некако како специфичен тип на дејност во рамките на уметноста се поврзува секогаш со талентот и вечно е прашањето, ми се чини антагонизмот, дали е побитен талентот или образованието. Според тебе, колку за сликарот е битен талентот, а колку образованието да го открие и да го модифицира и гради својот талент понатаму? Како што споменавте, дека талентот е едно вечно прашање кое често пати се изнесува како важна информација. Секако дека се согласувам дека треба да се поседува барем тој 1% талент, се останато е нели 99% работа. Меѓутоа, кај некого е повеќе тој талент, 1, 2, 3, 5%, но како што кажала и Маја Ангелов, секоја личност поседува некаков талент, но она што е суштинско е како треба да се пронајде тој талент. Односно, ми се чини коренот лежи баш во образованието, односно во раното образование, каде што треба детето да истражува кои категории му се интересни, без разлика дали е тоа спорт или уметност или нешто слично, детето треба да истражува. И буквално треба да си го пронајде она на кое што му лежи, народно кажано. Така што ми се чини дека проблемот е баш во коренот на раното образование и да, се сложувам дека образованието е дефинитивно многу важно, од исклучителна важност во однос на тоа дека талентот, освен талент, сам по себе не може да постои, да се одржува не може. Односно, влегуваат многу фактори. Тука е дисциплината, која во образованието секако се стекнува, а уметничката професија можам да кажам дека е малку послободна во однос на другите професии, не дека ги деградирам, но сакам да кажам слободниот израз е повлијателен тука. Но таа дисциплина се стекнува во однос на тоа како треба да се градат проектите, како треба да се стекнува таа една работна рутина, станување рано, да се фати денот, бидејќи мојата работа, конкретно сликарството, е секогаш поврзана со светлината. Односно, јас ако решам да станам подоцна, веќе денот поминал и веќе обврските во односите поврзани со боите, со светлината, не постојат. Не случајно и многу уметници многу рано сменувале во зори и нивните дела се буквално излезени надвор во природа и така натаму, за да фатат таа светлина и тие бои. Јована, ти благодарам што ја прифати поканата денеска да гостуваш во емисијата Мој збор. Мислам дека си адекватен соговорник на темата од талент до професија. Ти се занимаваш со актерство, веќе си јавна личност. Мислам дека нашите гледачи може да те препознаат вака визуелно кога ќе те видат и знаат, запознаени се со дел од твојата работа. Она што сакам да те прашам е кога се зборува за уметноста, па и актерството, нели, како специфичен тип на уметност, се говори за некоја пропорционална прераспределба на талент и образование, па се вели дека не може да се стане успешен уметник ако се нема талент, за разлика од некои други професии, како научник, например, каде што чисто само образование треба. Ме интересира твоето искуство што говори на таа тема, колку е талентот важен,
а колку е важно образованието и како ги прераспределуваш значајностите и приоритетите на образованието и талентот кој е актирството во прашање? Па јас сметам дека талентот е многу важен, особено на почетокот од градењето на кариерата, кога ти препознаваш со што сакаш да се бавиш. И талентот е од исклучително значење на почеток, но сепак од друга страна многу е важно да се работи и многу е важно образованието затоа што не може тоа едно без друго. И познавам многу луѓе кои што се талентирани, ама не работат доволно и не обрнале многу внимание на нашиот занает. И доколку не се заедно тие две компоненти, не може да се заврши добра работа. А од друга страна па познавам и актери кои што многу сакаат да работат и многу ја сакаат професијата, ама и не се толку многу талентирани и сепак не е тоа. Така што мора да биде некоја симбиоза и од едното и од другото и секако да се има голема љубов кон работата и само доколку тие три работи се заедно може да се стигне до успешно и добро завршена работа. Сакам да те прашам, кога сме веќе нели кај талентот и образованието, малце по да кажам твојата поединечна лична приказна да ја пренесаме, кога ти откри дека имаш талент за сликарство и да кажам колку улогата на менторот, дали имаше некој ментор можеби во периодот кога растеше, созреваше и го откриваше својот талент и колку мислиш дека менторството е битно или можеби пресудно да се открие и да се развива тој талент понатаму? Среќа, многу рано го открив мојот талент за уметност, но секако дека тоа беше повеќе послободно, односно не беше веднаш професионален пристап. Јас сум од моето семејство секако дека имаше уметник и тоа беше првиот ментор, да речеме, меѓутоа како деца не сме насочени конкретно кон некој категорија. Тоа беше повеќе слободно, како сите деца кои цртаат, слободниот израз да го покажат, но јас некако секогаш повеќе многу сериозно го разбирав сето тоа во однос на цртањето, на сликањето, на креативните активности, дали е тоа работа со глина или слично, многу сериозно го сваќав сето тоа и ми се чини дека тоа беше првиот момент каде што ја сватив дека еден ден тоа ќе ми биде професија. Низ текот на годините, за среќа, имав доста ментори кои ме поддржуваа. Ден денес ме поддржуваат. Пред се тоа биле моите наставници, професори со кои ден денес одржувам одлично комуникација. Сега сме веќе колеги. Меѓутоа, мислам дека тоа е исто и голема среќа. Бидејќи како ментор треба да го насочите студентот, ученик, да направи нешто свое. Не да копира други автори, не да копира ментор, професор или што и да е, туку треба со поинакви очи да почне да гледа и да размислува студентот. Така да, навистина имав среќа во однос на тоа, на менторството, но морам да кажам дека не е и секогаш пресудно да имате ментор, во смисла да, секако треба насока, некој да ви даде, каде грешите, каде да продолжите понатаму, но често пати знае тоа и да ве ограничи. Бидејќи постојат и лоши и добри ментори. Така што, во однос на тоа, секако дека менторството е исто од исклучително важно. Значи, свето тројство, како ќе заклучиме? Работа, талент и образование. Така. Се согласувам со тебе. Еве, да се префрлиме на твојата лична приказна, би сакала малце од твоето лично искуство да говориш и покрај тоа што си доста млада, за себе имаш многу проекти и професионално можам да кажам си остварена како актерка. Ме интересира кога ти најрано го откри талентот, се со цел да можат гледачите негде да претпостават во кое раздобие од животот на најмала годишна возраст луѓето може да го почувствуваат талентот и дали имаше некој ментор, затоа што исто така велат дека за актерството и за другите типови на уметност е многу битно менторството и правилното водство и лидерство низ самата професија која што ќе ти помогне на крајот талентот да го развиеш во професија како во твојот. Па, веројатно постојат луѓе кои што, како што знам, од секогаш знаеле дека сакаат да бидат актери и дека ќе бидат актери. Во мојот случај тоа не беше така, туку постепено некако се откриваше и јас сум порасната во уметничко семејство каде што многу се ценела уметноста.
И така некако, например, сега кога ќе се навратам на некои мои постапки од детството, сваќам дека јас сум покажувала многу силни знаци на интерес општо кон уметноста, без разлика дали се работи за пишана уметност, за фотографирана, за насликана, за одглумена или пак за музика. Тогаш не сум била свесна, туку сум ги правела само од забава и затоа што ми било интересно, а сега со сигурност гледам дека тоа укажувало на многу силен интерес кон уметноста и така во еден момент сватив дека тоа мене ме влече и дека сепак се работи за театар, дека ми е најинтересен. А дали сум имала некој ментор? Па, кога сватив дека сакам да се занимавам со глума, се запишав во детско драмско студио, а после тоа почнав и да играм некои аматерски представи, се до моментот додека не дојде време да се запишам на академија и тогаш веќе попрофесионално почнав да се бавам со тоа. Дефинитивно, нели, менторите играат голема улога, меѓутоа ми беше важно во рамките на уметноста дали менторството можеби ја контаминира таа оригиналност на уметникот која секогаш треба да дојде до израз и која што е навистина најважна кога е сликарството и другите типови на уметноста во прашање. Би те прашала исто така се зборува за искуството како многу важен конститутивен дел од развој на еден професионалец во она занаечиска смисла. Па велат науката е занает, ако преку искуството научите како доследно да го применувате научниот метод, тогаш ќе станете добар научник. Дали тоа важи за уметноста? Например, во твојот случај, дали повеќе изложби или повеќе дела на платно за тебе значат и се сигурен индикатор дека ти си поуспешен и попрофесионален уметник од некои други кои што имаат можеби многу помали парчиња изработено? Како што кажале, повторувањето е мајка на знаењето и ова би му дошло исто, и искуството е мајка на знаењето. Во однос на тоа, каде што искуството, секој следно искуство, ве учи на грешките од претходниот пат да ги поправите. Ве учи на тоа како следниот пат да станете пак одново, и таа храброст во однос на креативноста да не ве обесхрабри ако имате грешки минатиот пат. Така да искуството е дефинитивно нешто важно во оваа работа, конкретно во сликарството секако, но не е пресудно да речеме доколку некој има многу изложби или помалку изложби, тоа не е пресудно дали тој е поголем професионалец или тоа искуство му поголемо. Во нашата работа инспирацијата и другите фактори се многу вклучени. Во однос на дисциплината, реков, социјалните фактори, физички и психички фактори, значи сето тоа влегува во тој контекст и често пати не сме лично ние како автори фактор дали нешто ќе се реализира или не. Така што не мора да значи дека ако еден уметник има безброј изложби низ текот на годините дека има многу искуство. Секако дека постои искуство, меѓутоа во денешно време каде што сето тоа е достапно за секого, некој може да направи 5-10 изложби за 10 години, да речеме, а некој може да направи 20. Меѓутоа, ако тоа искуство од претходниот пат кое е погрешно, се применува повторно и повторно и повторно, секој искуство е уште полошо и полошо. Така што тоа би бил одговорот во однос на искуството. Да, искуството е многу важно. Се бараше ли меѓу талентите со однос на тоа дека имаш таленти за музика, спомена дека си покажала интереси кон ликовната уметност, кон фотографијата, кон сликарството, на крај се одлучи за актерство. Како течеше тој пат? Како се бараше меѓу талентите и како одлучи кој беше пресудниот момент да кажеш ќе се занимавам со актерство во живот? Епа вака, јас сум порасната во музичко семејство и од секогаш порасната со музика и некако јас сакам да кажам дека мене музиката ми е семејно наследство. Некако точно е дека јас сум покажувала и афинитети кон музиката, но тоа од секогаш сум си го имала дома, сум се го носела со себе. Музиката си ја носам со себе заедно. А од друга страна, театарот мене од секогаш ми бил премногу интересен и премногу волшебен, но никогаш не ми бил толку многу достапен и затоа сум имала чувство дека ми е некако недоволно близок и затоа сум сакала да му се доближам.
И во еден момент сватив дека сум задоволна со нивото на познавање што го имам од музиката и дека сакам да го истражам театарот многу повеќе. И можеби не знам, затоа што имам доста музички примери околу себе и авторитети, па сакав малку да се тргнам од нивна страна. И така. Во современието многу се говори за важноста на професионализмот, односно професионалниот однос кон работата во поголема ефикасност и поголем придонес во развојот на една дејност, односно во развојот на една заедница во рамките на која се работи. Меѓутоа, кога станува збор за уметноста, уметноста по дефиниција е слободна, таа не подразбира следење на никакви правила и секако оригиналноста на уметникот, односно на авторот, е секогаш приоритет во уметничката работа. Дали професионализацијата, која што значи имплементирање на конкретни правила во вршење на својата дејност, значи и деградација и девалоризирање на уметноста и колку самата професионализација ја ограничува слободата и секако оригиналниот пристап на уметникот, ќе одговориме во продолжение. Се согласувам со тоа, нели, и дека во уметноста е како што ти ни објасни како уметник од прво лице, иднина дека искуството е многу важно. Би сакала да те прашам исто така за, малце ќе почнеме да зборуваме за општествената положба на уметникот. Живееме во ера каде што професионалноста и професионализацијата е многу важна, меѓутоа уметноста секогаш се третирала како еден тип на слободна уметност. Стрелците, уметниците секогаш се третирале како слободни стрелци во општеството. Во професионализацијата постојат ригидни правила кои што треба доследно да се применуваат и да се испочитуваат некои критериуми за да се каже дали некој е добар професионалец или не. Дали сметаш дека професионализацијата на уметникот, на сликарот денеска, можеби ја девалвира таа слобода и го минува правецот во кој што уметникот денеска кој екзистира во општеството со својата професија и со својата уметност? Ми се чини дека не ја девалвира, во никој случај не ја деградира, можеби само ја помага уметноста во однос на тоа дека уметноста како професија е прилично тешка професија, морам да ви признам, бидејќи многумина, како што кажа, сметаа дека е една слободна професија во однос на часовите на станување, легнување, сообврски и така натаму, меѓутоа не е баш така. Како што споменав и претходно, се е поврзано со таа дисциплина. Така што ако еден слободен уметник решил да биде тоа професијата негова, на искунската професија која си ја одбрал самиот, не е туку слободно. Таа дисциплина која споменав и останатите фактори се многу важни, за да може уметникот да се презентира себе си. Многу познати уметници, многу познати сликари, еден Микеланджело, Леонардо да Винчи, еден куп други, Пабло Пикасо, тие сите пред се биле професионални сликари, професионални уметници, каде што тие буквално работеле за некого, односно тие commissions, нарачки, народно кажано порачки, дали се слики, портрети, Сикстинската капела е таква една нарачка која Микеланджело 4-5 години ја работел. Сето тоа се професионални обврски, професионални уметнички обврски, кои се плаќале, односно се поврзани со финансискиот дел. И сетата поврзаност измеѓу професионалноста на сликарите е многу блиска со креативниот оној печат по кој уметниците ги препознаваат. Зошто е тоа така? Тоа е така бидејќи уметниците, како што ги споменав, Микеланджело, Леонардо, Пикасо и безброј како нив, ги прифаќале тие нарачки, порачки и уметнички за да можат да си ги дозволат другите трошоци, за да го развијат оној личен печат во нивниот стил. Речеме еден Салвадор Дали исто е приказната.
за да го знаеме Салвадор Дали во денешно време по неговиот стил, по Пабло Пикасо неговиот кубизам и сето тоа. Сите тие уметници не го презентирале тој професионален дел. Значи, тие професионални активности кои ги работеле за пари, може би грубо звучи, за пари кога се работи. Меѓутоа, професијата на крајот е тоа, финансискиот дел да се подкрепи. Сите одат на работа, сите работат некоја работа, меѓутоа, апсолутно се сложувам со тоа дека ако вие се решите да една професија уметничка стане ваш извор на приходи, дефинитивно треба да е многу сериозен тој пристап. Ги имаш ли првите спомени, например, кога се стафатила себе како пред огледало вежбаш за некоја улога, или можеби како реципиент на некоја улога во филм или во театар си посакала некогаш да бидеш Маргарита од Мајсторот и Маргарита, или некоја друга, да кажем, впечатлива Илјана Каренина на Толсто, или дали се сеќаваш или можеби имаш спомени кога била таа најмала возраст, кога си кажала дека едноставно сакаш својот живот да го посветиш на играње на улоги? Па не можам да кажам дека се сеќавам баш директно на некој момент, иако, например, да, сум гледала филмови и сум знаела да фаќам некои манири од некои ликови што сум ги гледала таму. Уште од мала возраст почнав и да рецитирам, и така некако од многу страни почнав јас да укажувам интерес кон тој свет. Сега кога ќе се надоврзаме на ова прашање, можеби премногу го форсирам навлегувањето во детството и откривањето на талентот, поради природата на емисијата и темата, ме интересира искуството исто, велат дека е битно, па кога зборат за науката, велат науката е занает и дека со тек на време со искуство можеш да го изградиш тој занаетчиски однос во примена на научниот метод во науката, како е тоа во уметноста, во актерството, дали повеќе појавување на сцена или зад камера, например, тебе те прават поголем професионалец, или едноставно професионалноста не зависи толку од искуството, има луѓе едноставно како да се родени за сцена, прв пат ќе излезат и веќе освојуваат сцената. Какво е твоето искуство, ме интересира лично, а и како наблюдувач? Да, па искрено не можам јас нешто многу да зборувам за искуство, затоа што сум многу млада, мислам дека тоа некои други актери многу повеќе можат да кажат на таа тема. И постојат актери кои што имаат големо искуство, ама не се професионални актери. И обратно, постојат, например, јас се сметам за многу професионална актерка, ама немам искуство. И тоа не значи нешто многу, не се многу поврзани едно со друго, но секако дека искуството игра голема улога, затоа што особено кога се работи за театарската уметност, важно е да се постигне добра комуникација со публиката, да знаеш како комуницираш ти со публиката и како таа тебе ти возвраќа. Да се научиш како да комуницираш со неа. Така што важно е да се има искуство, затоа што нашата професија е единствената каде што луѓето се бават сами со себе. Најчесто во другите професии луѓето се бават со нешто друго или со некој друг. Ние постојано се бавиме со нас самите и копаме во себе, истражуваме во себе, затоа е многу битно да имаме искуство, затоа што на тој начин ние се спознаваме и самите себе, без разлика колку е тоа добро или лошо. Некогаш откриваме некои темни страни од нас, а некогаш и позитивни, затоа е битно искуството за да се научиме и себе и светот околу нас. На некој начин актерите велат дека многу добро продират во психологијата на секој човек, затоа што тоа го учат преку улогите кои што на некој начин даваат типологизација на луѓето во психолошките профили, какви се, например, по темперамент, по карактер, по особености и така натаму. Дали ги применуваш оние знања што ќе ги научиш преку улогата, структурата на твојата улога, и можеш, например, да забележиш типични однесувања и типични примери од својата улога и во надворешниот свет, и веќе добро ја познаваш психологијата на тие луѓе и многу полесно воспоставаш комуникација со нив. Така е, да. Нашата професија е директно поврзана со наблюдување и со анализирање на луѓето околу нас. И со текот на времето, како се повеќе и повеќе навлегуваш во професијата, некако тоа ти станува многу органски да ги гледаш луѓето околу себе, без разлика дали се на филм или се во приватен живот, во автобус. Јас најголемите инспирации што ги добивам за мојата професија, ги добивам во светот надвор. И ќе ми раскаже некоја интересна случка што му се случило, јас секогаш мислам, ова можам да го искористам некогаш во театар кога ќе играм таква улога. Така што
интересно е тоа што ние секогаш учиме и на филм, и во театар, ама и во надворешниот свет. Го доживуваш ли понекогаш и надворешниот и реалниот свет како твоја сцена и дали сметаш дека луѓето, пошто сите ние на некој начин играме општествени улоги, или сме родители, или сме деца на нашите родители, не знам, сме актери, сме новинари, сме лекари и така натаму, играме ли ние и во реалниот живот театарски улоги и колку гледаш дека луѓето се внесуваат или помалку се внесуваат во својата улога? Апсолутно дека играме улоги, затоа што нашиот однос се разликува со родителите, со партнерот, со другарите и ние сме секогаш различни ликови. И веројатно личноста што ти ја познаваш, мојата личност што ја познаваш и некој друг се разликува тотално и може да кажеш не, тоа не е таа Јована. Да не се согласат со мислењето за мене, затоа што и ние различно се однесуваме со луѓето околу нас и играме различни улоги, да. Во која улога некако најмногу си се препознала себе и како се чувствуваш во оној период кога треба да излезеш од улогата? Дали ти е тешко да се извадиш од улогата или се фаќаш дека некогаш остануваш и подолго од што треба во улогата? Нашата професија, како што кажав, ние постојано истражуваме и во процесот на учење и создавање на една улога, ние дознаваме и учиме за ликот што треба да го играме. И после играњето на една улога веќе ништо не е исто затоа што ние сме побогати за уште еден лик повеќе. Така што не можам да кажам дека ми е тешко да излезам од лик затоа што сум го нашла во себе и сум го оставила некаде во себе и прашање е дали ќе го играм пак или можеби ќе остане за секогаш во минатото. Мене не ми е тешко да излезам од лик, исто и како што не ми е тешко да влезам затоа што влегувањето на лик во лик подразбира едно анализирање и истражување на ликот што треба да го играм, а излегувањето од него ми исто така ми предизвикува среќа затоа што сум побогата за уште еден лик. Блешка, ние на нашите гледачи ќе им проследиме контактот тебе, каде може да те следат и да го следат во креативен, да кажам, набој кој што го преминуваш во изработка и дизајнирање на накид. Исто така често организираш и изложби, изработуваш мозаици, често си дел од хуманитарни акции, навистина имаш широк диапазон на активности кои што ги правиш во твојата работа. Мислам дека нашите гледачи заслужуваат да бидат запознаени со она што ти го работиш. Ти посакувам многу успех понатаму во твојата работа и се надевам дека ќе се видиме повторно на некој интервју. Ви благодарам за поканата и за креативните прашања пред се, бидејќи ние како уметници секогаш сакаме нешто креативно и навистина ужива во разговорот. Јована, ова за мене беше еден посебен разговор, затоа што до сега не сум била во ситуација како новинар да ми се мешаат во исто време и интимните навивања, некој гостин да се прикаже во најдобро светло, а од друга страна и како објективен наблюдувач и слушач на она што имаш да го изложиш, така што можам да кажам дека навистина сум горда на тебе и тоа што успеваш и понатаму да се остваруваш во својата професија, мислам дека јавниот интерес уште повеќе треба да го предизвикуваш и дека во иднина ќе ми дадеш уште многу прилики да те угостам во моите емисии. Ти благодарам многу и мене ми е многу мило што денеска сме заедно и што го направивме ова интервју. Од разговорот со моите две денешни соговорнички, откривме дека талентот е значаен, меѓутоа не е пресуден за тоа дали ќе изградите професионален однос кон својата работа, особено кога е уметноста во прашање. Секако, образованието и работата и трудот се многу важни за тоа какви резултати ќе постигнете во својата работа. Искуството е исто така значајно, меѓутоа круна на зрелост во професионалниот однос кон вашата работа секако значи дека можете да ги пренесувате своите знања, искуства и вештини на помладите генерации. Почитувани, јас следевте емисијата Мој збор, концепт двоглед на тема од талент до професионалност со моите две соговорнички, со Блашка Миева, академска сликарка и со Јована Спасиќ, актерка. А јас ви закажувам повторна средба веќе следната сабота.